Моите ноќи се резервирани за тебе, за нас. Тогаш во мислите можам да ти кажам се. Со повторен цитат од романот, кој што вечерва ќе го промовираме, каде што реката го бакнува нивото, ја почнуваме вечерашната промоција. Добро вечер и добре дошли. Јавната локална библиотека Илинден секогаш е расположена да пусти и да промовира се што е ново, актуелно и интересно. Големо е задоволството кога нашиот книжевен фонд ќе го збогатиме со наслови од наши автори. Уште поголемо е задоволството кога библиотеката промовира дела на наши автори. На наше големо задоволство, вечерва ќе го промовираме романот "Каде реката го бакнува небото" на писателката Билјана Кинтовска. За самиот роман нема да зборувам. Оставам на вас и на сите наши читатели да го прочитаат, да уживаат и да се воодушевуваат на секоја напишена реченица од него. Овој роман веќе од вечерва го има на полиците на нашата библиотека. Авторката Билјана Кинтовска е прилепчанка, родена на 21.5.1969 година. Основно образование завршила во гимназијата во Прилеп, а дипломирана на филозофскиот факултет. Таа е лектор, преведувач, реализатор и уредник во неколку локални медиуми. Сега е професор по македонски јазик во средното основно училиште Ѓорче Петров во Прилеп и е голем влюбеник во својата професија, со која бележи многу успеси, награди и признанија. Со литература се занимава од детството. Романот "Овде или во вечноста" е прв нејзин објавен роман. Јас толку имам да кажам, ќе дадам збор на Даниела Такева, магистер по македонистика и культурологија, и ќе завршам со една реченица од романот што го промовираме. Научив дека да се биде сакан не значи ништо, а да се сака значи се. Добреници на книгата, добро вечер. Вечерва сум посебно горда што имам таа чест да го промовирам творештвото на релативно новото име во македонската книжевност, романописецот Билјана Кинтовска, родена Плевчанка, моја драга колешка, професор по македонски јазик и литература, неуморен просветен работник, максимално облагодарен со добра мисла и моќ, вредностите кои треба да го красат едно човечко суштество, да ги пренесува од генерација на генерација ученици, при тоа неуморно, вдахнувајќи љубов кон книгата и мајчиниот јазик на своите ученици. Би рекла, кога е Билјана во прашање, познавајќи ја од детство, мене овие романи не ме изненадија, туку напротив, како да ги очекував сите овие години, и знаев дека кога добро ќе се освои мислата од мојата драга Билјана, ќе држам книги в раце кои нема да сакам да ги испуштам и ќе ме пленат со секој нов збор, со секоја нова реченица и ќе ме држат заробена во дејството и патешествијата на главните ликови, пошто излегувам, како што таа милува да каже, за силата на молитвата, прочистена како од духовна бања. И двата романи го носат печатот на незиниот стил, јасна реченица и заокружена мисла и подкрепена со факти за моралната вредност и чистота, испреплетени со длабоката верба во Бога и молитва која оплеменува и ја дава силата да се истра и да се издржи денот кој не знаеме што носи. И сето тоа добро искомпонирано со тежината од цитатите од познати и непознати автори, кои само го потврдуваат богатството кое што нема цена, а докада го носи со себе. Всушност, во делата се испреплетуваат многу автобиографски елементи, добро надоградени со авторската имагинација, во која успешно ги става ликовите. Во ситуација на неизвестност и недоречености, тие да пречувствуваат, да страдаат, да се борат за одржување во современието и при тоа водени од моралните доблести, да се одржат во современиот свет за кој слободно можеме да кажеме дека страда од отсуство на срам и чекори во свет на изместени вредности. Овде би се задржала накратко на последниот, односно вториот роман на Билјана, каде што реката го бакнува небото, кој го твори за неполна година од промоцијата на првата книга "Овде или во вечноста". Да кажеш некому те сакам, значи да му кажеш дека ти никогаш нема да умреш. Со овие зборови од протоиерей Милош Весим, Билјана не внесува во светот на тајните на Елена и на незиниот дедо Никола, кој е одамна починат.
И со првите страници од книгата, телефонот кој звони, повикот од одамна починатиот дедо Никола, нивниот разговор како да е жив. Веќе читателот пречувствува, очекува, ја чувствува во секој нов ред неизвестноста, недореченоста, тајната која лепти меѓу редовите на зборовите, а која е врзана со дедо Никола, кој по толку години се јавува на својата омилена внука и може да го одреди текот на животот на семејството на Елена. И самото значење на името Елена го гради и ликот во романот. Елена значи свет, сончев, зрак и светлост. Има грчко потекло Хелена, а тоа е име на нејзината нова пријателка, но Хелена е и големата љубов на нејзиниот дедо Никола од факултетските денови во Прага. Прага полна со тајни. Анализирајќи го романот, сакам да ви укажам на еден доста битен елемент кој доминира во книгата, а тоа е силата на молитвата која помага да се регенерира душата. Па Билјана ке каже: стравот преминува во борба со минатото, но и во грижа за иднината. Едноставната светлина од светите во срцето потикнува потреба од искрена, топла молитва кон Бога, како сведоштво, како потврда дека на човекот не му треба луксус за да биде среќен. Така се доживува вкусот на Бога, вкусот на молитвата. Ништо така не ја регенерира душата, како искрената молитва. Ништо така не го умекнува срцето, како топлото молитвено обраќање кон Бога. Молитвата отвора многу духовни хоризонти, многу можности за олеснување од секојдневните животни бремења. Молитвата треба да ја практикуваме како леп насушен во ова вртоглаво, современо темпо на живење и постојаната трка по уште животни задоволства, што ја уморуваат душата. Го девалвираат суштинското значење на животот и ја оскрнуваат вистинската потреба на човекот да љуби и да дава љубов. Во романот како скривалиште, како духовно место кое дава спокој и ги разбиструва мислите за нови и храбри одлуки на главниот лик и нејзиното семејство, се наметнува и манастирот и животот во него, разговорите со ликовите отец Рафа, монахињата Варвара, се всушност разговори со чистата совест и душа, разговори со Бога. Па таа пишува: Отецот е доказ дека духот на човекот останува вечно млад, наспроти минливоста на телото. Овој пат, додека пиевме чај, тој само умилно ми се смешкаше и ме се трудеше да започне некој посериозен разговор со мене. Само благо изусти: ако бараш среќа за себе, секогаш ќе ти бега, чедо моје. Ако бараш среќа за другите, ќе ја најдеш и за себе. Или, ако, чедо, времето е пред нас, ти само раскажувај ми. Јас имам време да те слушам. Ноќта е за да се кажат тајните, за да се растовари душата. Освен силата на Божјата реч и молитва, добро вткаени и подкрепени со филозофски размислувања на познати и непознати автори, од Меша Селимовиќ до света царица Александра Романова, во книгата се испреплетуваат и соновите на главната хероина, кои ја ставаат да дише меѓу сонот и јавето, често несигурна, дали било реалност или само плод на незините злокобни мисли и пречувства, а за соновите Фройд рекол дека причината поради која сонуваме нешто е нашата подсвесна желба за она што го сонуваме, а јас би додала и дека сонот е плод на стравот и неизвестноста која ни ги освоила сите сетила. Во романот каде што реката го бакнува небото, Карловиот мост во Прага е култното место каде и навистина реката го бакнува небото. Бакнежот на реката и небото. Гледај го убаво, нагледај му се, запомни го секој детај и низ него продолжи да гледаш кон иднината. Вели Билјана, откако својата хероина Елена ја носи на култното место за љубовта на нејзиниот дедо Никола. Овде се преплетуваат животните приказни за љубовта, чиста како солза на 3 генерации, од Никола до Хелена, преку Елена и Петар, па до нивниот син Никола и Јустина, која е лик и прилика на незината баба Хелена. Писмата со пожолтени листови кои Билјана
ни ги открива дел по дел, треба да ја откријат тајната од која зависи иднината на незиниот син Никола. И пред да умре, ни ја подаде сликата завиткана во розова хартија, спомнувајќи ми за аманетот од дедо ми, да ја чувам сликата како очите, дека ќе ми притреба, оти што не сокрил Бог и човекот нема да може да го сокрие. Значи, ако се обидеме да ги составиме сите коцки, мојот дедо и твојата баба биле влюбени, но што се случило реално со таа љубов? Ке биде ли таа пречка во љубовта меѓу нашите деца? И тоа е таа мисла која надвиснува над секој збор, над секоја реченица во потрагата по вистината, во препрочитувањето на пожолтените писма напишани на чешки, а сето тоа го држи читателот во неизвестност. Дали љубовта меѓу Хелена и Никола во 20-тите од минатиот век ќе биде благослов или клетва за Јустина и Никола од сегашно време. Залудно ги пишувам овие зборови, залудно, зашто знам дека никогаш нема да стасаат до тебе. Знам дека ти никогаш нема да ги прочиташ. И јас како тебе, љубен мој, сваќам дека да се умре всушност е лесно. Понекогаш е тешко да се живее. Животот е како сув лист на гранка. Може цела ног да остане на неа, а може и најблаго ветре да го откине, за да не живеам без тебе. Јас ке ти пишувам секогаш кога ќе можам, за се што мислам и што чувствувам. Ова ме подсети на една мисла од Фројд, што неодамна по кој знае кој пат ја прочитав некаде по списанијата, кога младоста би знаела, кога староста би можела. Очигледно во право е. Или по раката. Сакајте се, сине, тоа е најголемото богатство што можете да го стекнете заедно. Најубавиот, тоа е најубавиот капитал. Во животот доаѓаат секакви мигови, љубовта сите ни ги надминува. Љубовта е скапоцен дар, во мразата ги убива оние што мразат, а љубовта ги возвишува оние што љубат. Да се љуби и да се биде добар е најсовршената доблесна комбинација. Во овој свет со нарушени вредности, сине, секогаш треба човек да се подсетува дека доброто никогаш не може да биде лошо и оди она што е лошо. Никогаш не може да биде добро. Прага опива во романот, со пейсажите, знаменитостите, со виното, но и со тајните за љубовта и винарството. Па првиот школуван енолог на запад од Прилеп Никола овде ја учи тајната формула за највкусното вино, формула која им ја остава на генерациите по него и која верувам ќе имаме можност да ја пробаме, да го пробаме тоа вино и на оваа промоција. Оној кој уме да го прочита виното во една чаша вино може да го види целиот свет. Може да процени колку сончеви денови, колку врнежи и ветер имало во годината. Розе виното е предизвик на секој стручњак, кој посветено ја работи својата работа. Кога подолги години со љубов се занимавате со винарство, ќе добиете поттик да создадете токму розе вино по своја собствена формула. Јас добив инспирација да создадам розе вино од сорти грозје, што природно имаат нежна розе боја. Тоа се племенити, типично македонски сорти грозја, како пловдивна, лисичина, станешина, дренак. Комбинирањето нивно е плод на мојата долгогодишна професионална посветеност, но и на моето богато, емотивно и животно искуство. Ова вино е баланс меѓу елеганцијата на виното и природата. Да создадеш розе вино од природни розе сорти е вистинска мајсторија. Треба да поминат години на созревање на винарот во работата, во согласно со дарбата што ја носи во себе. Моето розе вино има мирис на момина соза и вкус на бела јагода. Лесно е, питко е и хармонично. Додека ја држите чашата со вино, имате чувство дека во раката држите елеганција. Виното е направено со природна технологија, без хемиски интервенции, а само со механички постапки на приготување, освежување, преточување. Розе виното со вкус на момина соза е спојна суптилност, нежност
искуство и љубов. Инспирација ми е точката каде што реката го бакнува небото. Ова е дел од интервјуто на дедо Никола, познат енолог. Почитувани пријатели, не сакам повеќе да ви откривам. Од книгата слободно можам да ви ја препорачам. Да ви го препорачам овој роман со неговите 434 страници, како книга Библија за љубовта, семејството и семејните вредности, нешто кон кое што треба да се стреми секој семејство. Во ова прилика ќе ги замолам нашите драги ученици и соработници Александра Попова, Ина Мишева и Магдалена Георгиевска, млади влюбеници во пишаниот збор да прочитаат делот. Повелете.